како сцена од акционен филм, но далеку од фикција. На 12 април, двајца мажи од селото Корешница Демиркапија киднапирале 21 годишник со намера да го присилат да сними изјава во која ќе признае дека ја силувал сопругата на првоосомничениот. Еден од киднаперите имал репетиран пиштол со кој му се заканувал додека го држале под контрола. Драмата започнала во Неготино, каде оштетениот бил присилно внесен во возилото. Оттаму започнало возење по стариот пат кон Демиркапија, патување исполнето со закани и насилство. Во текот на целиот пат, додека тројцата биле во автомобилот, киднаперите не престанувале да му се закануваат по животот и физички да го напаѓаат, удирајќи го со боксови. За да го дезориентираат и целосно да го лишат од чувството за контрола, му го одзеле и фрлиле мобилниот телефон, а на главата му ставиле црни кеси, со што му оневозможиле да види каде го носат. Кога стигнале во шума, го извадиле од возилото и го терале да слуша аудио снимки и да признае дека тоа е сниманото лице, но оштетениот за цело време негирал. Поради тоа, двајцата осомничени му се заканувале дека ќе го силуваат и ќе го убијат, па го удирале со боксови и со пластична цевка, нанесувајќи му тешки телесни повреди, соопшти од обвинителството. Но во развој што наликува на пресврт на филмско сценарио, оштетениот, пред да му биде фрлен мобилниот телефон, испратил порака за помош до полицијата. Дополнително, неговите соседи го виделе моментот кога бил внесен во автомобилот, па полицијата за кратко време ги идентификувала грабнувачите и стапила во контакт со нив. Полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Неготино ги лишија од слобода 37 годишниот БМ и 30 годишниот ќС, двајцата од село Корешница Демиркаписко, постапувајќи по претходна пријава дека тие со патничко возило Мерцедес со демиркаписки регистарски ознаки противправно лишиле од слобода 21 годишник од Неготино. Му се заканувале со пиштол и остар предмет, пошто го однеле на непозната локација и физички го нападнале. Соочени со фактот дека се откриени, двајцата мажи го однеле оштетениот директно во полициската станица во Неготино. Обвинителството бара притвор за двајцата грабнувачи поради опасност од бегство, бидејќи станува збор за тешко кривично дело, за кое е предвидена најмалку 4 годишна казна затвор. Тамара Дичевска, Сител телевизија.